Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Колку исхраната и џвакањето на храната има многу важна улога за јасен и разбирлив говор кај децата. На оваа тема денеска ќе разговараме со мојата гостинка, доцент доктор Ана Поповска, логопед од јавната здравствена установа Центар за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Доктор Поповска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден и благодарам на поканата. Еве, денеска ќе зборуваме за една интересна тема, имајќи во предвид дека во многу наши емисии се знаат да се јават гледачи, па зошто не прозборе детето, па зошто не ја кажува оваа буква, зошто оваа буква. Еве, денеска ќе зборуваме колку храната, исхраната и џвакањето има улога во целиот овој процес. И еве за почеток, како што споменав и во најавата, дали џвакањето на храната е само процес или пак има многу важна улога за да имаме ние јасен и разбирлив говор кај детето? Ви благодарам за интересот на темата. До сега не сме го дискутирале овој аспект на говорот, развојот на говорот и на јазикот кај децата. Релативно е нов и актуелен, но не е така занемарлив во однос на битноста во раните фази на развој на говорот и на изговорот. Спомнавте исхраната, џвакањето и хранењето. Тоа се навистина блиски поими, но се сепак малку различни едни од други. Кога станува збор за хранењето и џвакањето, тие се директно поврзани со оромоториката и се непосреден фактор на влијание на развој на говорот или поточно изговорот. Кога велиме исхраната, тоа е малце поинаков поим од хранењето и тука влегува и нутритивниот аспект, значи колку хранливи продукти за раст и развој на детето се внесуваат. За разлика од тоа, хранењето се дефинира како процес кој што подразбира збир на физиолошки активности кои што имаат за цел да се обезбеди храна, да се принесе до устата, да се подготви за внесување и да се обработи, односно орално, уснено да се процесира и да се подготви за голтање. Што значи дека се тоа два различни аспекти. Денеска би се задржале во однос на дискусијата на процесот на хранење и дел од процесот на хранење џвакањето, а потоа нормално и голтањето, кои што се основен предуслов. Ви имате напишано и книга токму на оваа тема, хранење и говор, орално-моторни стратегии, која што предпоставам дека ќе им биде од корист на сите оние или родители, семејства кои што може да имаат проблем токму со овој процес на хранење и на џвакање. Ова пишано четиво поттикнува и е мотив произлезен од секојдневната практика. Так, од вашата пракса во... Да, затоа што многу од родителите не го сваќаат аспектот на хранење како битен предуслов на зборување, односно на изговор. Процесите на хранење и говор одат истовремено, односно се паралелни некаде до третата година, каде што актот на џвакање и актот на голтање се директен предуслов за развивање на јасен и разбирлив изговор. Основата на оваа симбиоза, на оваа поврзаност е во развојот на оромоториката, односно развојот на способностите за функционирање на мускулатурата, на функционирање на горната и долната вилица, како и развојот на движењата на јазикот. Сите тие се предуслов за правилен и јасен изговор на гласовите и со самото тоа хранењето представува правилниот тип на хранење, правилниот начин на воведување на различни видови на текстури и вкусови во развојот на хранењето се директно влијателни врз развојот на изговорот. Родителите треба да доколку секако. Од кога треба да почнат да внимаваат родителите, нели, како вело, до 6 месеци бебето треба да биде на ексклузивно доење, меѓутоа нели полека почнува да се воведува и цврстата храна, односно кашички. Од кога треба да го вклучат алармот, сигналот дека треба да внимаваат, што му даваат, како му даваат? После 6-тиот месец започнува процесот на одвикнување од млечната храна, односно процес на навикнување на хранење со цврста храна. Тоа се првите моменти кога детето, тоа е почеток на оптималниот период на развој на прифаќање на цврста храна. Токму затоа од 6-тиот месец се вклучуваат кашички кои што во себе содржат цврсти партикули, цврсти делови, кои што се на допир меки и кои што се распаѓаат помеѓу прстите. Тоа се најчесто некои зрнести тестенини кои што се сварени, кои што во устата на детето би се распаднале при самото внесување. Процесот на одвикнување од
од течната храна не подразбира дека треба да се исклучи млечната храна. Тоа, што сакам да кажам со ова? Сакам да потенцирам дека до крајот на првата година воведувањето на цврстата храна и вклучувањето на немлечна храна нема за цел нутритивно задоволување, туку навикнување на детето на основните оромоторни вештини кои што подоцна ќе му овозможат и внесување на оброк кој што е калориски соодветен на она што има потреба детето за својот раст и развој. Тоа подразбира дека млекото до година дена е основен извор на нутритиенти, на исхрана, односно на задоволување на потребите за раст и развој, а сето останато со кое што родителите експериментираат, односно вкусови, видови на кашички и така натаму, имаат за цел да детето го навикнат да внесува немлечна храна и да внесува храна која што не е со течна текстура, односно храна која што полека од меко цврста до станува подцврста, и овој процес некаде треба да биде заокружен со навршување на 3 години. Што значи, некои совршени движења се случуваат на устата, јазикот и забалото од 3-та до 4-та година, и родителите треба да бидат свесни дека после 3,5 години детето со правилен раст и развој на оромоторните вештини треба да биде способно да се храни како секој возрасен човек. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Поповска, дали постојат врски помеѓу проблемите со џвакање и појавата на говорни нарушувања кај детето? Дел од нарушувањата се поврзани со хранењето. Поточно со џвакањето. Џвакањето има за цел да ги ја зацврсти горната и долната виндица, има за цел да го унапреди движењето на јазикот и има за цел да ги зацврсти мускулатурата на образите и на устните. Ако на детето не му се обезбедат овие предуслови за развој на органите во регијата на лицето и на устата, апсолутно е очекувано дека подоцна ќе се развијат и некои потешкоти, можеби не нарушувања, но потешкоти во изговорот. Изговорот подразбира правилна артикулација на одредени гласови, но тоа со себе повлекува и нејасен говор, значи неразбирлив говор. Еден од параметрите дали е соодветно развиен говорот, односно изговорот, е дека некаде до 3,5 години веќе детето треба да биде разбирливо за околината, пораката која што ја праќа вербално треба да биде разбирлива комплетно за околината. Значи над 75% до 100% на кажаното треба да го разбираат во околината што сака детето да каже. Доколку тука не се вбројува разбирањето од семејството, бидејќи ние сите си ги знаеме што сакаат да кажат децата, но доколку е тој процент под 75%, тоа е загрижувачки и е аларм за посета на логопед, што подразбира дека јасноста на говорот и те како влијае на комуникацијските вештини, а позади себе влече проблеми во изговорот. Тука сега во моментов немаме темена дискусија за јазичните развојни нарушувања, бидејќи се тие се поинаков сегмент. Тука зборуваме за моторните вештини на вилицата, јазикот и забалото, кои што ни се предуслов за јасен изговор на гласовите и разбирлив говор во секојдневната комуникација. Меѓутоа, еве што покажува вашата долгогодишна пракса, колку навистина се придржуваат родителите кон оние правила како треба да оди процесот нели на исхрана, односно што со оние случаи кои ќе дојдат и ќе ви кажат не сака да јаде цврста храна, јаде само блендиран, односно му се блендираат кашички и значи воопшто детето не џвака. И веќе се јавиле, претпоставувам, и оние како што велиме нарушувања во говорот. Потикнати од секојдневната пракса во нашите логопедски амбуланти, каде што се јавуваат родители првенствено, соочувајќи се со проблемот на говорот и изговорот, во позадина откривме дека многу од родителите имаат навика да го детето од презаштитеност, од страв, да не нешто му наштета, да не безбедноста биде загрозена, се приклонуваат кон одлуката да внесат доволно нутритивно квалитетни производи, но ќе го штитат, односно го презаштитуваат од моментот на стимулација на оромоторната мускулатура и често се соочуваме со овој момент наречен па добро, битно е да јаде, но не е битно, но полесно ми е да знам дека внел се што треба во овој главен оброк, ручек до ручек, отколку јас сега да се плашам дали тоа дете ќе може, дали моето дете ќе може да го изџвака оброкот, дали ќе го голтне, дали доволно количински ќе внесе.
Направивме една статистика која што ни беше предуслов за едно истражување и бевме загрижени колку тоа родителите го пропуштаат оптималниот период за развој на способноста на жвакање на цврста храна, токму од овие причини, ајде можеме да го кажеме и некој регионален менталитет, каде што ние претежно се насочуваме кон одвикнување од млечна храна водена од родител, што значи родителот е тој кој што го храни детето со лажичка, родителот е тој кој што одлучува колку време детето ќе јаде кашаста храна, кога ќе внесе цврсти продукти во храната. И исто така го занемаруваат фактот дека како за секој аспект на развојот на детето, каде што има оптимален период во кој што мора нешто да почне да се случува, тие го прескокнуваат оптималниот период на развој на одредена вештина, сакајќи да му направат добро, му прават, ајде да не речеме малце помалку добро, да не речеме зло, и го принудува да не ги развие во оптималниот период овие вештини, што потоа си има своја последица и во однос на прифаќањето на текстури, прифаќањето на вкусови, преголема чувствителност во хранењето стануваат, па се пребирливи и на вкусови, кои што подоцна треба да бидат разнолики, но исто така и ги амнестираат од навиката да сами јадат. Ние како поднебје се уште во пракса го немаме прифатено, можеби е новина во современото родителство, но го немаме прифатено одвикнувањето од млечна храна да го води детето. Сите ни се познати оние слики каде што дечињата прават неред со разни видови на храна, цврста храна, сами одлучуваат колку ќе внесат во уста, кое парче ќе го земат и така натаму. Да. Так, пред да продолжиме, доктор Поповска, имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Имаме едно прашање за бебето. Повелете. Сега е 3-месечно, у седми ке понесеа после први, 4. Па го храниме до кашички прво. Дали смееме тоа да ве прашувам да ми одговарате? И стокче му даваме тоа 100% и ова ги надуваме, кашичка му правиме од јаболко, од банана, од тие бисвити, како викат тие? Беби джолт, како? Споменате дека има 3 месеци? Сега ќе пуни 4 од седми дато. Так. Да. Нели е премногу мало за... Да, еве сега ќе ви одговори нашата денешна гостинка. На 4 месеци дали може такви 100% сега и ја разбрав и јас гледачката за кои сокови, кои што се нели чисто да пишува дека прво и основно препораките се дека до 6 месеци е ексклузивно на мајчино млеко. Не добивме информација дали се работи за вештачка исхрана, за подготвено млеко или се работи за доење, но во секој случај до 6 месеци не се практикува ништо друго. Сега оној што јас можам и имам познавање од аспект на нутритивен внес. Од аспект на оромоторен внес, тоа треба да го добра потик прашањето, треба да бидеме свесни дека до 6-тиот месец способноста на функционирање на јазикот за балото и устните е синхронизирана, значи тие делуваат како целина. Не може да очекуваме дека бебето ќе биде способно, доенчето ќе биде способно да ја прифати лажичката, да ја избрише храната, просто речено од лажичката, да го направи движење со јазикот кој што ќе подразбираат префрлање на храната, кашичката кон коренот на јазикот и понатаму голтање. До 6-тиот месец способностите на јазикот и вилицата се движење од назад кон напред, акт кој што наликува на цицање и токму затоа тие не се подготвени за било кој вид алтернативна храна, односно оромоторно, се уште се во прашање примитивните рефлекси, кои што на детето не му овозможува да освен движење на јазикот напред-назад и собирање на устните во акт на цицање, прави друга активност и да му обезбеди пред се безбедно хранење, второ нутритивно доволен внес, а за соковите не би сакала да коментирам бидејќи знаете трендот 100% сокови не се препорачливи дури ни за дечињата над 3 години, па дури и ни за возрастните, тоа се премногу шекери за почеток на развој. Така. Еве се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Доктор Поповска, и сега нели еве бидејќи кажавте како треба се тоа да оди тој процес на хранење и на џвакање, како одбивањето на цврстата храна всушност влијае на развојот на говорот? Што она што може да се појави како нарушување? Одбивањето на цврстата храна
позади себе носи некаква позадина, историја на невнесување на цврста храна во оптимален период, кога требало детето да биде, доенчето да биде запознаено со цврстата храна. Цврстата храна не подразбира немлечна храна, бидејќи ние имаме кашички кои што имаат во себе млеко, тоа треба да разграничиме. Немлечната храна е сосема нешто друго од цврстата храна, не треба да се поистоветуваат, бидејќи имаме со додаток на млеко и со разни партикули, млечна каша, вечерна каша и така натаму. И сега, што е многу битно, одбивањето на храна најчесто се должи на некакво негативно искуство во позадина, кое што детето го имало во првите моменти на внесување на таа храна, тоа е едно. И второ, селективност при избор на производите, кога родителот требал да го запознае со различни вкусови. Условно речено, зборуваме за некакви очекувани состојби, не зборуваме за органски заболувања, не зборуваме за состојби кои што позади себе можеби носат и некаква болест. Зборуваме за еден развоен аспект, што кога детето одбива храна, тоа значи прво дека не било запознато со тој тип на текстура или на вкус, не било запознато во оптималниот период, но има еден друг феномен кој што родителите треба да го знаат. Често сами се откажуваат во еден период на нудење на одреден вид вкус и текстура на храна, затоа што претпоставуваат дека детето кога доенчето постојано го плази јазикот надвор, тоа представува знак дека детето не му се допаѓа храната. Тоа не е знак дека не му се допаѓа храната, туку тоа се првите чекори на координација помеѓу јазикот и вилицата и устните. Зошто? Прво јаде со отворена уста, прво ја прифаќа лажичката со плазење јазик надвор, па потоа треба да научи да го врати јазикот внатре. Се тоа вештини. Затоа на почетокот рековме до година децето кога се учи да јаде со лажичка, родителот не треба да очекува дека нутритивниот внес ќе биде задоволен. Ова е само вежба и подготовка за после година дена. Вториот момент кој што е битен тука е дека родителот треба да биде запознаен дека учењето на хранење со лажичка трае до 7 недели. Тоа не значи дека детето не го сака вкусот, туку дека тоа постојано во обид да ја доживее храната, прво што ќе прави ќе го исплази јазикот надвор и храната ќе падне надвор од устата. Значи тоа треба упорност, не треба да се откажува и во тој момент треба да се посвети внимание повеќе на актот на јадење, на хранење, значи движењето на јазикот, а не толку да се нудат различни вкусови, бидејќи тогаш веќе родителот и не знае дали е до вкусот, дали е до техниката на хранење, бидејќи во кашичките нема жвакање. Се сведува на движење на јазикот, префрлање на залакот кон коренот на јазикот и чин на голтање. Зборуваме за почеток кога се дечињата учат да јадат со лажичка, односно се хранат и од родителот. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Сања, добар ден. Добар ден, повелете. Сања, ти голем поздрав до докторката, јас стално ве слушам, еве сега доби да ве поздравим сите, да ви посакам се најубаво. Вака, овој за деца, ма сакам да ја прашам докторката, мислим ја нешто околу јадењето, ако сам мислим постара, и увек што да јадем, мислим, не ми смета, али на сабајлето дека, нели, искочим овој по оној, стомак почне да ме боли, многу да ме боли стомак. Од што е, како не е, а после кад више завршим се физиолошки овој, како да кажем, да не запитам некултурна, и овој нема да ме боли стомакот. А додека да онодим толку дури не знам и ногите и се живо ме боли, али после немам, еве преку ден немам кад легам. И поздрав до прекрасната докторка, прекрасни сте и многу ве слушам и сакам да видим што ќе ми каже. Ајде наубаво. Ви благодарам многу за убавите зборови, не знам дали би сакале да одговорите, ова сепак ни е надвор нели од нашата тема, меѓутоа претпоставам дека ќе треба да се сепак обрати кај кај соодветен специјалист, апсолутно. Можеби ова прашање беше добар поттик да направиме кратка паралела помеѓу хранењето на децата и возрастните. Сите зборуваме за проблеми со хранење и гултање кај децата, но она што треба, не знам колкава возраст е гледачката, но она што се уште треба не сме ја пробудиле свеста е проблемот на голтањето и хранењето кај возрастните во поодмината возраст. Свесноста дека мускулатурата слабее, дека актот на голтање станува поспор, дека заради целиот оној проблем на метаболизам кој што се случува кај нив, лачењето на плунката е помало
И проблемите на глутање се и tekako присутни кај повозрасната популација, но за жал свесноста за присутноста на проблемот е на многу ниско ниво и тие секогаш го бараат причинителот во некои споредни работи, а не во моментот на старење, на слабење на мускулатурата, на менување на навиките за хранење, на воведување на поддршка во голтањето, така да тоа е и tekako интересна тема која што можеме да ја разговараме во една целина во друга прилика. Така. Колку, доктор Поповска, не само нели што може да имаме нарушувања во говорот, еве како поширок спектар, меѓутоа и сите оние проблеми кои што може да се јават еве од вашата бранша, од логопед, кога децата не може да изговарат одредени слогови, колку исто така овој процес на хранење, на джвакање влијае токму на тоа? Истражувањето кое што го направивме вели вак, јас ќе се послужам со бројки. Најголем број од децата кои што имале продолжено цицање, дали е од аспект на цицање заради задоволување на нутритивни потреби, значи нутритивно цицање, користење на цуцла и шише, или е цуцла лажалка, се соочиле подоцна со проблем на истурење на јазикот напред, исплазување на јазикот и проблем во изговор на оние гласови кои што се формираат во предниот дел на устната празнина. Што друго заклучивме? Сите деца кои што не вовеле на време, зборувам за една категорија деца кои што сме детектирале прилично поголем број на артикулативни отстапувања на возраст некаде од 4,5 до 6,5 години. Истражувањето беше опатено популација на деца. Оние деца кои што навреме не внеле храна со различна текстура, значи да не е каша, да не е течност, туку да е цврста, имаат проблем најчесто со гласовите кои што се формираат по средина на устната празнина и гласовите кои што имаат потреба при формирање да се предизвика формирање на преграда, значи јазикот да се дигне горе, воздухот да струи по поинаква патека, значи да се струењето да биде преку низ јазикот и горните заби. Во тој случај тие гласови се најчесто нарушени. Децата кои што не биле навикнати на различни вкусови на храна, значи не биле изложени на различни сензорни сетилни искуства, често имаат проблем во изговор на гласовите кои што се формираат во коренот на јазикот, например К и Г. И тоа подразбира дека секогаш биле изложени на вештината на предизвикување на рефлексот на повраќање. Ако не го изложите во соодветно време, тие прво што прават го плазат јазикот, го подигаат коренот на јазикот и се бранат со можност за повраќање или не дај Боже искашлување и гушење, што подоцна на родителите им представува аларм, па подобро и да не му нудам, нека касне што за да биде најадено, отколку да си правиме вакви проблеми. Ова е тоа што ни го покажа статистиката, дека секоја начин на несоодветно воведување во процесот на хранење на различни текстури и вкусови доминантно може да направи нарушување во изговорот или проблем во изговорот на одредена група на гласови во зависност од местото на формирање. Она што како целина може да се заклучи покрај овие специфики за кои што зборувам сега е дека доколку детето не биде правилно водено во процесот на развој на хранењето, имаме една слаба општа мускулатура, каде што вие слушате говор, кој што е помалку разбирлив. Сите гласови се до некаде и соодветно совладани, но тоа е нејасен говор, немате мимика на лицето, нема движење на устните, нема јасно отварање на устата кога се работи за вокалите, каде што воздухот треба слободно да струи, немате соодветно затварање на преградите во устата кога станува збор за гласови кои што се изговараат со предграда. Се е тоа некако млитаво, нејасно, дури некогаш на моменти и безволно. И прво кога ќе прашате, велат, имавме проблеми со хранење, да, ама добро, сега некако се ставивме во ред. Не е ставено во ред. Ако до 3-та година не се научат на правилно джвакање, значи во 3,5 години тоа веќе треба да знае и парче месо, да касне релативно цврста форма на термички обработен зеленчук, да не зборуваме за актот рака, уста, каде што треба и сам да се храни, да боцне, да стави во лажичка. Посебен предизвик се текстурите каде што имаме комбинација на цврсто и течност. Ете еден индикатор за родителите во моментов на кој што се сетив е кога ќе ги прашаме дали јаде супа детето. Па
Не баш. Зошто? Или дали јаде некаков вид на чорба, вика, да, кога ќе му надрабам со лепче. Тоа значи дека повторно го става во некоја кашаста состојба оброкот. Супата или манџата чорбата содржат цврсти делови, содржат течни делови. Координацијата во устата, во која што треба и да голтне течност и да изџвака, е она кое што ги прави сетилните способности да созреат. Кога ќе ви каже, а супа не сака сува храна, може пие млеко, пие сок, но каде што имаме комбинација на едни со други видови текстури, му е предизвик и најчесто сакаат да го избегнат, или родителите си нашле, да речеме, заобиколен механизам, ќе издруват лепче и детето ќе го нахранат со попара. Така. Пред да продолжиме, имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам внук од 3,5 години. Добро. Ме интересира, уште не ги поврзува зборовите и уште не зборува, мислам, не може да комуницираме со него. Осим на логопед, што ќе не упатите, дали во домашни услови нешто може да промениме ние. Еве сега ние зборуваме за начинот на исхрана, сега не знаеме како оди процесот на хранење кај вашиот внук. На хранење детето оди во градинка и само се храни претежно, не дозволува да го храниме ние. Како вид храна внесува? Како вид на храна внесува? Течна, цврста, джвака сам? Па претежно бара, да речеме, тврда храна, али му даваме и ние кога јадеме, му даваме све. Од манџиот што имаме јадење. Така. Точно дека можат да направат многу во природна средина. Тој рече, освен што ќе препорачате логопедот, кој што би го водел детето, моја предпоставка е дека не се работи само за нарушување, проблеми во уромоторните механизми, туку станува збори за развојните аспекти на јазикот. Во моментот кога ќе се одлучат, јас не разбрав дали станува збор за веќе дете вклучено во логопедски третман или не, кога ќе се одлучат за логопедски третман, она што треба да се практикува и на што треба да инсистират е да после секој одржан третман добијат упатства за работа во природна средина, во домашна средина, бидејќи детето до 4 години го покажува максимумот на своите капацитети во домашна средина, не заради јазичните способности, туку затоа што до 4-та година најбитно од се е самодовербата и психолошкиот момент, јас можам да кажам и можам да бидам разбран. Кога е во околина со непознати лица, тој потешко соработува, но природната средина е како благодарна до 4-та година да биде првата стимулативна средина каде што детето ќе развива говор и јазик и каде што по упатство на логопедот ќе може да ги надградува своите способности, она што се работи на третман да може да биде продолжено и проширено во домашна средина. Убаво прашање заради еден совет кој што често можеби родителите од кој што ги поштедуваме, да речем, а тоа е дека на логопед детето ги учи механизмите на совладување на говорот, учи како да развива јазик, но не може да го научи целиот јазик на кој што зборуваат возрастните. Што значи, моделот го учи и начинот го учи на логопедскиот третман, а го надградува исклучиво во природна средина. Еден податок со кој што се соочив во соработка со колеги од Австрија. Тие велат, доколку детето не биде изложено на минимум 18.000 зборови во текот на денот, вели, ние не го примаме на логопедски третман. Зошто? Затоа што природните услови за стимулација на говор не се постигнати. Ние не можеме да бидеме родители, вели, или не можеме да бидеме градинка, туку сме ние терапевти кои што можеме да го поддржиме правилниот раст и развој. Така. Бидејќи времето брзо ни поминува, имаме време за уште едно прашање. Споменавме нели кои гласови не може да се изговорат поради неправилна исхрана. Сега прашањето ми е кои намирници и навики може да ја подобрат функцијата на вилицата и да имаме појасен говор? Се што правеле порано родителите, без да бидат учени како се води родителство, се исправни навики кои што треба и сега да ги практикуваме. Прво и основно, секое дете има рефлекс на одбрана од загушување, од задавување, што значи безбедноста, доколку се почитуваат нормално правилата, која храна на која возраст треба да се даде, не треба да биде страв и чувство на загрозување на безбедност кај возрастните. Што значи,
Апсолутно да. Цврста храна, мали зрнциња цврста храна после 6-тиот месец, после година дена полека откажување од цуцлата за нутритивни цели, до 2 години откажување на цуцлата за емоционално поврзување, односно ненутритивно цицање. Веќе после 18-тиот месец апсолутно може да седи на маса и да јаде заедно со возрастните. Не велам посебна храна, не велам иста како возрастните, туку велам здрава храна, што значи ако возрастните се хранат со здрава, барена храна, каде што има и зеленчук и месо, каде што е месото помеко нормално, може да биде дел и од исхраната на детето, бидејќи не треба да заборавиме дека во овој процес е процесот на растење на запчињата, на млечните заби и овој моторен развој соодветствува со растот на забите, односно некаде после 16-тиот месец веќе детето ги има катниците, што значи тоа може и како да ја жвака, почнува да се раѓаат катниците, може да ја жвака храната и да ја обработува. И во тој период веќе јазикот е способен да врши не само движење напред-назад, не само движење горе-долу, туку може да се движи јазикот во страна, може да ротира, да се врти, што значи детето е комплетно подготвено да само направи залак од понудената храна и самостојно ја голтне храната. Тука причина за загриженост не постои. Зборуваме за здрав раст и развој, каде што немаме во позадина органска состојба, но сепак и во состојби каде што може да се случи, да има некаква органска причина, и тука совети даваме на родителите како да го воведат. И сето тоа, доколку нели се почитуваат сите овие правила или навики, тоа веќе ќе ни значи и поголема јасност и разбирлив говор, а не да се соочуваат со оние проблеми како што напоменавме, нарушување на говорот. Доктор Поповски, ја знам дека уште многу може да зборуваме, како што имате нели напишено и во вашата книга, меѓутоа времето на денешната емисија не помина. Јас ви благодарам што бевте наша денешна гостинка и што ја ги споделивте овие совети кои што верувам ќе им бидат од голема корист не само на родителите, туку и на бабите и на дедовците кои што ги чуваат внуците. Ви благодарам, се надевам дека ја постигнавме целта да ја поттикнеме свеста за значењето на хранењето како предуслов на говорот и правилниот изговор. Така. Јас ви благодарам уште еднаш за денешното гостување. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешната емисија на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте сител. Довидување.